продолжува свежиот воздух на 91 МГц, 13 часот 52 минути. Уживаме во ова најново издание на свежиот воздух. Она што ви го најавив на почетокот на ова издание, тоа се гостувањата. Денеска овде нагости ни се од факултетот, од филолошкиот факултет, поточно деканот од филолошкиот факултет, доцент доктор Јованка Денкова. Професорке, добре дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата и ги поздравувам сите слушатели на УГД ФМ. Така, ние денеска ќе зборуваме за вашиот факултет, нормално за филолошкиот. Според конкурсот, колку студенти запишувате на кои студиски програми? Така, значи според конкурсот распишан за учебната 2013-2014 година, на филолошкиот факултет ние имаме 285 слободни места, од кои што 170 се за редовни студенти, 65 се за редовни со кофинансирање и 50 слободни места се за вонредни студенти. Или, распоредено тоа по студиски групи, би изгледало вака. За групата германски јазик и книжевност имаме 40 слободни места, за групата турски јазик и книжевност 55, за групата македонски јазик и книжевност 25 слободни места, за италијански јазик и книжевност 50 слободни места и за англиски јазик во Штип имаме 80 слободни места, додека пак за англиски јазик и книжевност во Радовиш, бидејќи и таму имаме дисперзирани студии, имаме 35 слободни места. Претпоставувам дека најголем интересот за англиски јазик и книжевност. Така е, во право сте, тоа се покажа во континуитет и во изминативе неколку години, макар што не можеме да го занемариме интересот и за германски и за италијански јазик и книжевност, кој што расте од година во година. Така, колку студенти имате досега и дали сте вие лично задоволни од интересот? Досега на филолошкиот факултет се запишале како вкупна бројка 1500, околу 1500 студенти, со тоа што оваа година ја имавме првата генерација дипломирани студенти кои што се запиша 2008-2009 година, а сега веќе во јунската испитна сесија ќе ни дипломира и втората генерација студенти запишани 2009-2010 година. Инаку ние сме задоволни од интересот за филолошки факултет и оваа бројка од 285 слободни места не е дадена случајно, напротив, таа е добро обмислена и можеби од тие причини, откако добро ја осмисливме бројката, ние секоја година ги пополнуваме тие бројки. Така, како се одвива наставата на факултетот, да објасниме на идните студенти кои што се заинтересирани? Така, наставата трае 4 години или 8 семестри на додипломски студии, односно 2 семестри или едногодишни студии на постдипломските студии. За секој семестар се освојуваат максимум 30 кредити, што значи студентот треба да освои 240 кредити за да може да дипломира. Или за постдипломските студии тоа значи 60 кредити за да стане магистер по филолошки науки од избраната област. Испитите се полагаат семестрално, како што и на целиот наш универзитет. Во текот на семестарот студентите полагаат 2 колоквиума и потоа се оди на завршен испит. Студирањето може да биде редовно и вонредно, а за вонредните студенти посебно се организира настава. Така, колку е застапено на практична настава на факултетот, затоа што знаеме дека е исклучително важна, мислам дека и обврзни се дел од факултетите да ја реализираат. Така, да. Уште со акредитирањето на првите студиски програми на филолошкиот факултет во 2008-2009 година, праксата беше задолжителен сегмент за наставната насока кај сите овие студиски групи. Значи, студентите во 4-та година имаат практика по наставата по јазик и книжевност. Таа практична настава опфаќа посета на одреден број на часови на нашите студенти во основните и средните училишта во градот. Бидејќи таа нашата бројка на студенти од таа прва генерација беше помала, во почетокот беа вклучени само 2 училишта, и тоа основното училиште Тошо Арсов и гимназијата Славчо Стоименски. Меѓутоа, веќе следната генерација ние наложи потребата да го прошириме списокот на училишта од нашата општина со кои што ние подпишавме и договори и каде што нашите студенти одат на пракса. Значи, таму нашите студенти одблизу се запознаваат со изучувањето
со изведувањето на наставата по јазик и книжевност, како и го полагаат завршниот испит пред професорот, со тоа што тие самите го организираат и го водат часот. Со измените во Законот за високо образование во 2011 година, како задолжителен сегмент од студирањето, се воведе клиничката настава, и тоа значи не само за студентите од четврта, туку и за сите студенти почнувајќи од прва година па натаму, од таа генерација. Со тоа се разбира, на нас ни беа потребни уште училишта, се вклучија сите од училишта од општината, и јас тука изразувам огромна благодарност до директорите на основните и средните училишта, кои што имаат големо разбирање за нашите студенти. Посебно еве да речеме за некои училишта каде што имаме, како што е средното музичко училиште, каде што е единствената паралелка по италијански јазик, Димитар Влахов и Ванчо Прке, кои што единствени имаат паралелка по турски јазик и книжевност, каде што всушност нашите студенти можат да одат на практична настава. Можат ли да се вклучат студентите во одредени истражувања? Знам дека професорите, асистентите, наставниот кадар се вклучуваат редовно, односно имаат научни истражувања кои што ги прават веројатно многу повеќе во македонскиот јазик и книжевност отколку кај странските јазици. Не знам, само погодувам, но можат ли студентите да се вклучат во одредени истражувања кои што се прават, затоа што јазикот е жива материја, потребно е постојано да се истражува? Да, во право сте. Затоа што уште со запишувањето на филолошкиот факултет студентите имаат можност, се разбира, тоа зависи од нивната желба, да се вклучат во некои научно-истражувачки активности. Јас тука би спомнала да речеме, еве вклученоста на нашите студенти од групата македонски јазик, германски, турски јазик и книжевност, кои што под менторство на професорите од тие катедри всушност изработија македонско-турски речник, македонско-германски разговорник и слично. И се разбира дека тука се вклучени студентите од оние погорни години, кои што веќе имаат и солидни познавања, и тие се вклучени, да речеме, во они технички дел, во стручниот дел, на средување на материјалите, на изнаоѓање на нови зборови и така натаму. Понатаму, други активности во кои што може да се вклучат нашите студенти се, јас тука би ги спомнала неколкумината наши студенти кои оваа година заминаа во Балтик коледжот во Германија заедно со факултетот за туризам и бизнис логистика, што значи дека еве ние тука имаме и некоја индиректна соработка, каде што нашите студенти, мал број од нив, но сепак заминаа таму и можат таму практично да ги проверуваат и да ги доусовршуваат своите знаења и познавања од германскиот јазик. Понатаму, интересно е што, бидејќи се работи за филолошки факултет, во координација со предметните професори, конкретно да речеме од групата англиски јазик и германски јазик и книжевност, наши студенти заминаа на едномесечни летни школи, како во Лондон, така и во Германија. И тие едномесечни школи опфаќаат, освен настава, понапреден, да речеме, англиски јазик, опфаќаат и организација на нивното слободно време, како посета на неколку европски метрополи, излети, екскурзии и така натаму, што е одлична можност и за нашите студенти да се запознаат со колеги од целиот свет. Понатаму ние ги вклучуваме нашите студенти повторно под менторство на професорите кои ве конкретно од германската катедра, преку она германска асоциација за меѓународна размена на студенти, позната како ДААТ, која што финансира всушност такви едномесечни летни школи на нашите студенти во Германија. И таму се е опфатено, се е покриено од финансиски аспект, значи сместувањето, патот, трошоците за курсот и така натаму. Понатаму тука би спомнала неколку иницијативи, еве за другите катедри, да кажеме нешто за катедрата за турски јазик и книжевност, например, која што буквално процвета во последниве неколку години благодарение на соработката со Турскиот културен центар Јунус Емре од Скопје, кој што еве минатиот месец баш во мај организира ден на турската кујна, музика, култура. И тоа беше во просториите на филолошкиот факултет, каде што и сите студенти од филолошкиот факултет можеа да слушнат турска музика, да пробаат некои автентични турски специјалитети и слично.
Понатаму тука би ја спомнала соработката со италијанската амбасада. Во последно време имаме контакти со италијанскиот амбасадор господинот Фабио Кристијани, кој што имаше и посета пред скоро 2 месеци на Универзитетот Гоце Делчев и на Филолошкиот факултет, кој што изрази готовност да ни помогне во однос на тоа збогатување на библиотечниот фонд, ангажирање околу изнаоѓање на лектори како нативни говорители на италијанскиот јазик кои што би предавале на нашата катедра. Истовремено тој се заангажираше и за тоа овде на Универзитетот Гоце Делчев да се организира недела на италијанскиот филм, нели по примерот на неделата на германскиот филм. Да. Токму така ние мислам дека веќе се водат тие преговори за соработка во таа насока за прикажување на италијански филм. Ја спомнавте насоката за турски јазик и книжевност. Многу студенти од Турција има на Универзитетот Гоце Делчев. Ме интересира дали со зголемувањето на бројот на студенти се зголеми интересот за насоката по турски јазик и книжевност во однос на тоа да можеби сакаат да соработуваат со турските студенти, некои па сакаат да научат турски јазик. Така, значи тоа сега преку Институтот за јазици, кој што е под капата, да речеме, на Филолошкиот факултет, многу од оние странски студенти кои доаѓаат од Турција го завршија курсот за македонски јазик, а потоа нели се запишаа на некоја од единиците на Универзитетот Гоце Делчев. Може би и во право сте, благодарение на тоа, интересот за турската катедра, кој што во почетокот беше некаде 10 на 15 студенти, годинава нарасна на 25. Како вкупна бројка на запишани студенти, што не изненади и нас, но ги изненади и да речеме од турската амбасада. Турскиот амбасадор исто така ни беше во посета на Филолошки факултет и изрази подготвеност да ни помогне со опремување на една фонолошка лабораторија, која што би била во функција на тие турски студенти кои што студираат на катедрата за турски јазик и книжевност. Така, веројатно најинтересно би било за студентите да дознаат каде би можеле да се вработат во иднина, а ако ги знаеме работните места кои што ги нудат со англиски јазик и македонски јазик, можеби поинтересно е да дознаеме каде може да се вработат студентите со останатите катедри кои што ги нудите италијански, француски, турски, германски. Катедрата за француски јазик и книжевност, за жал, не успеа да заживее, бидејќи интересот е многу мал за оваа студиска програма. Инаку по дипломирањето, студентите на Филолошкиот факултет што ќе се определат за наставната насока, без оглед дали е тоа македонски, германски, англиски, италијански или турски јазик и книжевност, се здобиваат со назив на диплома, дипломиран професор по македонски, англиски, германски и така натаму. И тоа е веќе, нели, како еден вид на тоа им е првата порта која што тие менуваат за да се вработат во некое училиште како наставници, бидејќи така им е и дипломата. Од другите студенти кои што ќе се определат за насоката преведување и толкување, веќе се здобиваат со диплома, назив на диплома, дипломиран преведувач и толкувач по германски, македонски, по англиски и така натаму. Меѓутоа, тоа не значи дека тие имаат ограничени места за вработување, напротив, и оние што ќе се определат за наставната насока, и оние што ќе се определат за преведувачката насока, имаат огромни можности за кариера, како во Републиката, така и надвор од неа. Така, например, може да се вработат во институти, може да се вработат како лектори. Ние сме свесни за се поголемата побарувачка на лектори. И потреба, всушност, така е. Понатаму нивната потреба како во новински, во издавачки куки и така натаму. Тука би го споменала еве проектот на владата за превод, нели, на 500 наслови на книги од најреномираните европски и светски универзитети. Секоја поголема фирма веќе во градот и пошироко има потреба од познавање на, односно преведувач по некој од тие странски јазици, така што вработувањето на Филолошкиот факултет никогаш не било под знак прашање. Така, да проговориме сосема пред крајот за вториот циклус на студии, кои насоки ги има таму и колку студенти запишувате во вториот циклус?
Така, конкурсот за втор циклус на студии се уште не е излезен, да. Ние минатата година за прв пат отворивме втор циклус на студии и тоа на групите македонски јазик и книжевност, англиски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност и турски јазик и книжевност. А во рамките на секоја од овие студиски програми ги отворивме насоките, значи јазик, книжевност и методика. Лани, значи, бројката која што ние ја распишавме за секоја од овие насоки беше 15, односно 20. Интересот минатата година, како за прва година, како за прва генерација, мислам дека задоволува и запишавме 30 студенти на втор циклус на студии. И морам да кажам дека ни е многу драго што голем дел од тие запишани студенти на втор циклус на студии произлегоа од нашите студенти од прв циклус и тоа беа навистина солидните студенти. Так, сосема пред крајот, што очекувате годинава, професорке, од уписите, ќе очекувате ли да се пополнат сите места? Па да, очекуваме, како и секоја година, како што реков, во континуитет, интересот за филолошкиот факултет не спласнува. Напротив, младите идни наши студенти си ја гледаат иднината во познавањето на странските јазици, бидејќи познавањето на странските јазици на некој начин значи и мост, прозорец кон светот, бидејќи нашите студенти на тој начин можат да се запознаат со другите европски и светски цивилизации преку посета, преку студентските размени, Еразмус, програмите и така натаму. На тој начин тие ги запознаваат туѓите култури, меѓутоа на тој начин уште подобро ја запознаваат својата култура, својот мајчин јазик, својата литература и на тој начин ми се чини дека се продлабочува љубовта кон мајчиниот јазик, а знаеме дека мајчиниот јазик е белег, нели, на нашиот идентитет кој што во последно време поминува низ многу премрежиња, така што во едни вакви времиња секој од нас ми се чини дека треба да си ја цени пред се својата мајчината, култура, јазик и литература. Така, сакам да прашам и во која насока може би планирате да оди развојот на филолошкиот факултет во однос на проширување можеби на студиските програми слично? Знаете, ние сме отворени секогаш за проширување со некои нови, атрактивни студиски програми, зошто да не? Инаку планираме во некое догледно време, барем кога ќе ја добиеме првата генерација постдипломци, да ги подготвиме и докторските студии. Понатаму ќе работиме на тоа да опремиме фонолошка лабораторија, која што е многу значајна за студентите кои што се на насоките преведување и толкување. Ќе одиме во насока на тоа да се зголеми библиотечниот фонд, да се усовршува наставничкиот и соработничкиот кадар. Во моментов ние имаме некаде 13 наставници, редовни, вонредни професори, доценти и околу 14 соработници кои што работат перманентно на своето усовршување. Понатаму тука се и нашите напори за обезбедување на што е можно повеќе наставници од некои области кои што ни се послабо покриени, како што е да речеме германската книжевност, италијанскиот јазик, македонскиот јазик. И можеби од тие наши генерации, прва генерација, втора генерација студенти кои што сега се постдипломци и ќе завршат докторски студии на филолошкиот факултет, кои што, како што кажав, планираме да ги отвориме. Верувам дека ќе произлезат и идните наши колеги. Така. Декан, ќе ви благодарам за разговорот, се надам дека ќе ги пополните сите места. Се надевам и јас, ви благодарам и вам и на крај само би им порачала на нашите идни студенти кои што ќе се определат за филолошкиот факултет. Би завршила тука со една порака од познатиот Максим Горки, која што вели: кога работата е задоволство, животот е среќа. Кога работата е должност, животот е робство. Па затоа би им порачала на нашите идни студенти да се определат за некоја од насоките на која што тие најдобро се пронаоѓаат себе си, да не подпаѓаат под влијанија дека можеби не се за овој или оној факултет, секогаш да бидат оптимистички настроени и ведри и да имаат пред се цел, визија за својот живот, кон која тие секогаш ќе се стремат да ја достигнат, односно да имаат една внатрешна мотивација која што ќе ги води кон големи успеси во големата игра што се нарекува живот.
Така ви благодарам уште еднаш за разговорот. Тоа беше разговорот со деканот на Филолошкиот факултет, доцент доктор Јованка Денкова. Ви останете на оваа фреквенција.